Почитувани, добро утро и од мене. Се враќаме со програмата, односно продолжуваме со програмата на Слободен печат. Утринава имам интересен гостин кој што одамна не бил овдека во студиото, па и сега поради некои обврски електронски по Zoom ќе направиме разговор, анализа за она што е наактуелно, за она што е светска вест број 1, а тоа се изборите во САД. Велам добро утро за универзитетскиот професор Методи Хаџијанев. Професоре, дали се слушаме и дали се гледаме пред се? Добро утро. Дејан, добро утро, ја ве слушам одлично, се надевам и вие ме слушате одлично. Професоре, да не должиме веднаш да започнеме со она што е најактуелна светска вест, дека светот чека на Америка и на одлуката од она изборна кампања или трка за тоа кој ќе биде идниот председател во Белата куќа, односно кој ќе седне во овалната соба. Ја претпоставам дека видовте изборната кампања и ги следевте информациите одблизу. Може ли еве накратко на самиот почеток, иако се уште ќе ги немаме, односно ги немаме официјалните резултати од САД, за тоа ќе почекаме. Да кажете како се одвиваше овој процес, дали лулката на демократијата ги запази сите демократски процеси и што очекувате, еве, каков изборен ден заврши и какви резултати првични би имале? Дејан, многу е тешко да се предвиди, затоа што генерално во неколку наврати веќе е кажано дека таму има мртва трка помеѓу двата кандидата. Оно што треба да се види како целото тоа се ќе се расплетка и како одредени мали инциденти кои што би имало ќе имаат влијание врз резултатите, односно врз исходот од резултатите. Во секој случај влијанието на САД и понатаму се потврдува на светски ранг, бидејќи од исходот таму тоа кој ќе биде претседател ќе зависат многу текови во светот кој што се менува. Токму така, и тоа ми е моето второ прашање. Си изначитавме, си изнаслушавме анализи од експерти и од think tankoви во однос на тоа дали ќе има некаква промена на геополитичката карта во однос на кој ќе ја освои Белата куќа, независно дали тоа се демократите или републиканците. Кои се вашите гледишта во однос на тоа, независно дали Трамп ќе седне или обратно Камала Харис ќе победи, за прашањата како ќе се одвива релациите на САД со Украина, Блискиот Исток, Косово, регионот, а со тој Македонија, можеби пошироко Пацификот. Може ли накратко да сублимираме? Па добро, зависи од тоа кој ќе победи според најавите, според аргументите, односно логиката на наративот кој го имаат двата кандидата во предизборието. Излегува дека ќе имаме радикално спротивни ставови, односно радикално спротивни курсеви на акција во кои што би се одвивале односите и да кажеме прашањата во однос на мирот. Мора да подлечам дека сето ова може да биде значително променето, затоа што политичарите секогаш имаат резерва кога нешто зборуваат да многу брзо извадат нова риторика со која ќе ја заменат таа цел за која што претходно е ветиле. Сепак од она што барем бидејќи тоа ќе го земеме сега како веродостојно, од она што тие го ветувале, на една страна го имаме ветувањето на Трамп дека тој ќе донесе брзо мир, решавање на значајните конфликти кои што тоа е порожот со Украина, дека ќе најде решение за Иран и дека всушност ќе се фокусира на проблемот околу нов пристап кој што според него е најголемата закана за САД, тоа е Кина и секако мигрантската криза која што и се случува на САД, заради која што всушност и најверојатно добива и такава поддршка, односно доби такава поддршка за време на првичните анализи околу изборите. На другата страна имаме Камила која што пак треба да ја продолжи либералната политика на демократите која се потпира на еден сеопфатен пристап со партнерство и пристап со коалиции во дадените региони и продолжување на политиката за тоа дека треба да се победи Русија, да опстои Украина, за тоа дека Израел треба да се поддржи против Иран и за тоа дека кон Кина треба да продолжат санкциите. Сето тоа всушност сега дава една поинаква слика за тоа каде ќе оди светот, затоа што внимавајте, Камила ќе има 4 години пред себе да може да повлече и некои други порадикални мерки од оние кои што
Сега имаше можност Бајден да го прави тоа, што значи дека може или ако сегашните влогови како што останат се подигнат уште повисоко да ескалираат одредени регионални конфликти, или пак да можат преку стихино исцрпување на Русија, преку стихино исцрпување на Иран и изолирање со дипломатија и економија да успеат да ја остварат својата цел. Што се однесува на регионот, професоре, што очекувате, кој да биде условно речено овдека, бидејќи не слушнавме отворени пораки за Западен Балкан, што очекувате кој да биде, ајде да кажеме, во приоритет за новата администрација во Вашингтон? Па добро, ако победи крилото на Трамп, односно Трамп Венс, во тој случај регионот ќе има поинакво подредување. Работите ќе имаат малце поинаков тек, затоа што нив, барем пак ќе кажам, по она што тие го велеа во предизборната кампања, што не мора да значи дека ќе остане така, не им е во приоритет интеграциите, не им се во приоритет туку билатералните односи, бидејќи тие се водени од интересот и она што тие го велат е Америка прва. Сега во таа приказна која од државите ќе го препознае моментот и колку ќе успее да се подреди во тие интереси, ќе зависи значи најверојатно и исходот. Во спротивно, ако победи Камила, многу е веројатно дека политиката ќе остане за цврстување на евроатлантските интеграции и ќе се засили политиката на почитување на доминантната улога која што ЕУ треба да ја има, а САД како партнер нели во регионот со заеднички интерес кој што ќе ја дели пред се со западноевропските држави. Уште сосема едно или можеби две прашања на крајот, професор. Има ли основ за сомневање и за стравувања кои што успеавме да ги прочитаме цел овој изминат период, дека независно кој ќе седне, како што подлеков и предходно во овалната соба, ќе има некакви промени на надворешно политичките односи на САД со Западен Балкан. Може ли да постојат такви стравувања? Па реков не треба да има стравување затоа што и во едната и во другата опција САД ќе има партнерство со Западен Балкан. Ако е победата од Трамп, во тој случај тоа ќе биде билатерално. И сега како тоа ќе се рефлектира на постоечките конфликт менеджменти, Босна, Србија, Косово, хајде да кажеме однос на одредени фактори и структури кои што се обидуваат да најдат своја интерпретација или оправдување за својот неуспех на последните избори, да како тоа ќе се рефлектира, тоа е нешто друго. Но во однос на главните текови, никаде они не рекле дека ќе го сменат фокусот или ќе го сменат интересот, ја само велам ќе се смени методологијата или пристапот во однос на решавањето на проблеми, што значително може да ја измести сегашниот баланс на решавање на конфликти. Но тоа не мора да значи дека ќе има конфликт или ќе има ескалација на конфликти, напротив, можеби ќе видиме поинакви решенија и побрзи исходи. Така да се останува да видиме како ќе се операционализираат овие политики кои што за сега барем ветуваат два спротивни или диаметрално спротивни правци на действување. Уште едно прашање, кои се интересите за Македонија, Хаџијане, во однос на независно кој ќе победи на изборите? Може ли новиот претседател на САД да притисне Бугарија за решавање на спорот од дипломатски агол? Можеме ли таква... Многу тешко затоа што мислам дека тие илузии дека ние ќе се вртиме околу центарот на светот во време кога имате руско-украински конфликт од кој што трепери Европа, во време кога имате кинески експанзионизам во Пацификот и во време кога на Блискиот исток, оному кој што има стратешки интереси САД, да се фокусираат на Македонија и на дипломатија, мене лично мислам дека тоа е многу тешко, затоа што внимавајте и Бугарија има своји адути, своји асеви кои што вериме гледаме сега вешто ги користи и на дипломатски и на безбедносен план. Сакате со одавање на информации за внатрешните односи кои што треба да ја дестабилизираат позицијата на владата и така натаму. Така да мислам дека веројатноста за тоа е многу мала. Професоре Хаџијане, ви благодарам уште еднаш што одвоивте време од вашите обврски, дневни обврски, да продискутираме за оној најважен или најбитен светски момент, а тоа се изборите во САД. Ви благодарам уште еднаш за учеството во Слободен печат. Беам благодарам и на вас.
Почитувани, тоа беше професорот Методи Хаџијанев, со кого поразговаравме за оваа најважна светска геополитичка тема, која што индиректно, можеби и директно, не засега и нас како земја. Па овдека предлагам да останете со програмата на Слободен печат и со емисијата, утринската емисија. Од мене толку пријатно.